Маргинализирани, неретко стигматизирани од средината, лицата со хендикеп во Македонија секојдневно се соочуваат со некаков вид на дискриминација. Ова го покаже анкетата за перцепциите и ставовите за лицата со хендикеп, во кој 83% од граѓаните сметаат дека постои некаков вид на дискриминација кон овие лица, а една третина, 32,9, сметаат дека постои висок степен на дискриминација. Испитувањето ги опфати односот на институциите кон овие лица барем во делот на пристапноста, зашто дури 60,6% од граѓаните сметаат дека тие не се достапни за лица во количка, а 36% сметаат дека се. 40,3% се на став дека институциите воопшто не се достапни за лицата во количка. Огромен е процентот на граѓани, дури 95,6%, кои сметаат дека физички хендикеп може да му се случи на секого, додека за личниот однос на испитаниците кон овие лица со односот за позитивното или негативното е поизедначено. На прашањето дали е подобро лицата со физички хендикеп да учат во редовно или специјално училиште, 47,3% одговориле во редовно, а 45,1% сметаа дека е подобро во специјално. За правата на овие лица на вработување, 63,4% одговориле дека е подобро тие да бидат вклучени на пазарот на трудот и да можат да се вработат во било која компанија или институција, додека 21,9% се тие да бидат вработени во компании кои вработуваат исклучиво такви лица. Во контекст на психичките проблеми како хендикеп, многу високи 90% сметаат дека секој може да се соочи со ментални проблеми. Затоа кому би му се обратиле доколку имаат проблем со менталното здравје, граѓаните најголема доверба им дадоа на психијатрите со 33,1%, додека на член на семејството или на матичен лекар би се обратиле 21,4%, тоест 21,1%, а од пријател помош би побарале само 2,5%. Високи 60% не би се срамеле да призна дека имаат психички проблеми, наспроти 37,4% кои од тоа би се срамеле. Ова прашање покажува различен однос на етничките заедници кон луѓето со психички проблеми, па дури 61% од испитаниците албанци кажале дека би им било срам да кажат дека има таков проблем, наспроти 27,7% од испитаниците македонци. Половина од граѓаните, тоест 49,9%, сметаат дека луѓето со психички проблем или ментално нарушување не треба да бидат исклучени од работа во јавна институција, додека 44,4% се за нивно исклучување. Зошто е тоа така, појасна слика се добива по одговорите на прашањето за тоа која е перцепцијата за луѓето со ментален хендикеп. 60,4% сметаат дека тие се насилни и агресивни, наспроти 35,1% кои не мислат така. Анкетата покажа разлики во прифаќањето на луѓето со физички или со ментален хендикеп од средината. 93,5% прифаќаат за соседи да имаат лица со физички хендикеп, 86,6% прифаќаат соседи да им бидат лица со интелектуални пречки во развојот, а само 53,4% би прифатиле за соседи лица со психички проблеми. Речиси идентичен е односот и кон центрите за грижа или ресоциализација за овие лица во соседството. За анкетата беа опфатени прашања како тоа дали е потребно политичките партии во својот состав да имаат лица со физички хендикеп, на што 74% од испитаниците одговориле позитивно, а само 16,3% негативно. За крај интересен е податокот дека дури 71,4% од граѓаните се на став дека знаковниот јазик на главонемите лица треба да биде признан како службен јазик во Македонија.